И покрај тоа што се во интензивни подготовки за надпреварите против Исланд, Летонија и Грција, благодарност до селекторот на женската ракометна репрезентација, господин Циме Симовски, за одвоеното време во утрински брифинг. Добро утро. Добро утро. Господин Симовски, течат подготовките против овие три селекции, интензивен период за вас. Она што е интересно кога е во прашање женската ракометна репрезентација, се одлучуваше во последен час промена на термините во кои што ќе се играат овие надпревари. Ако беа најавени 17 часот и 45 и 19 и 45, па потоа промена на 12 часот и 14 часот и сега повторно враќање во 17 и 19, какова сето влијае за времето кое што го имате да се подготвите против овие репрезентации? Знам дека во спортот времето е многу важно кога се играат надпреварите. Точно, неколку пати имаме промена на тајмингот на одигрување на надпреварите. Исто и времето, изминатиот период е малку потежок за функционирање. Пандемијата си го зема својот дел. Меѓутоа, пробуваме да одговориме максимално сконцентрирано, максимално на надпреварите да се подготвиме, да ги пречекаме како што доликува за сениорскиот женски тим. Да, влија ли на тренинзите се тоа? Нормално дека влие, меѓутоа не ставаме голем акцент на тоа, пробуваме психолошки да се подготвиме за дуелот со Исланд, Литванија и Грција, така да ќе одговориме како што доликува. Кога е во прашање ова што велите ќе одговориме така како што доликува, се работи за предквалификацијски турнир од 19 до 21 март, интензивен период за пласман во баражот за светското првенство. Какви ни се шансите според ваша една слободна проценка против овие три репрезентации? Исланд во континуитет е репрезентација која што имаме двомет со нив. Во изминатиот период бевме подобри, меѓутоа одат во некоја линија во женскиот ракомет, во некоја нагорна линија. Литванија е репрезентација која што ни е најмалку позната од овие три, бидејќи имаат и они некоја смена на генерација и тука се сега со некои нови ракометарки. Грција пак е репрезентација која што има две ракометарки кои што едната наста по Подравка, кој што се базира на таа игра на најискусните, да кажем, ракометарки кои што играат и Лига шампиони. Ние не треба многу на тоа, мислам, ставено е како анализа, меѓутоа повеќе ставаме акцент на нашата игра, да одговориме на сите наши задачи кои што се дадени од стручниот штаб и да вроди плод. Би рекле дека можеме да ги победиме. Сега знам дека е еден вид на креирање на притисок. Меѓутоа би можеле да ги извојуваме победа против сите овие три? Одиме на победа на сите три надпревари. Во таа насока, бидејќи женскиот ракомет подолго време е надвор од оние големи ракометни случувања, ако се земе предвид победата на машките ракометари, на машката репрезентација против светскиот шампион Данска и тој налет на позитивен амбиент, може ли да внесе некаков жар кај нас, например, да биде еден дополнителен мотив? Секако дека е мотив плюс, тој надпревар буди емоции кај нас, кај девојките нормално. Тоа е еден показател дека со секого можеш да се бориш и потребно е да го врежеш по главата тоа дека секој можеш да го победиш едноставно. Кога е во прашање пак составот, оние 21 ракометарка кои што ви се на располагање, за среќа ковидот во моментов не ви прекоси на плановите, ако можам да приметам според составот. Според составот е како што треба во моментов. Девојките имаат падан
ајде во проценти да кажам 70-80% и прележано ковид. Меѓутоа имаме еден хендикеп на левата страна, уште пред 2 недели. Стандардното лево криво Јована Сазовска пријави повреда. Потоа беше уште едно лево криво, кое што пак пред да почне самиот циклус на квалификација, Анастасија Николовска, и она се повреди, па бевме принудени уште 2 нови помлади ракометарки да вклучиме, а истото се случи со Штериева на левата бековска позиција, и она исто пријави повреда на рамото, така да тука е еден мал хендикеп, меѓутоа има и други девојки кои што сметам дека ќе го оправдаат присуството со репрезентативките. Значи имаме дебитантки во репрезентација. Па да. Како се носат пак тие со овој притисок, еве, условно да кажам? Нормално дека имаат притисок, меѓутоа па во некоја рака би требало и они полека да го фаќаат тој приклучок, да знаат за што се работи. Така, праваме една паралела помеѓу машката ракометна репрезентација и нели она променена генерација, меѓутоа со едно ново руво, со новиот стручен штаб на искусни ракометари. И ако разговаравме кога беше нивниот настап на светското првенство во Египет во прашање, кога разговаравме за резултатите тогаш, едно од клучните потенцирања на стручните луѓе беше дека многу фали или многу е потребно да играат овие млади ракометари во своите тимови многу почесто да добиваат минутажа. Кога се опрашање ракометарките, како ќе ја оцените нивната инволвираност во нивните ракометни клубови? И воопшто силата на женската лига во Македонија? Силата на женската лига во Македонија не е на високо ниво, изминативе добри 4-5 години. Клубовите малтене едва екзистираат за обстанат во системот на преварување. Се прават напори како тоа да се крене, како тоа да се дигне. Оние девојки пак кои што настапуваат во странство, со исклучок на 2 девојки, 3 кои што играат и Лига Шампиони и Лига Европа, имаат континуитет, имаат систем на тренирање и тоа се приметува и на самите тренери дека овие квалификации или било кој момент кога се работи со репрезентација е релативно краток временски период од една недела. И потребно е тука другачи пристап од стручниот штаб, само подготовката и анализите и прифаќањето на самите ракометарки. Тоа делува многу кога се прават овие анализи, бидејќи овие професионалци, да ги кажем, многу полесно може тоа да го прифатат од овие другите кои што немаат систем на превари, систем на тренирање. И сега правиме напори, значи ние како стручен штаб и како дел, да кажем, и од федерацијата да им се помогне на тие ракометарки да бидат во некои поголеми клубови во странство, каде што системот на тренирање е одличен и да може да го дадат максимумот од дека, односно да се креват на едно ниво плюс. Се одразува тоа многу во женската репрезентација. Меѓутоа пробуваме да оди нагоре. И за крај да ве прашам, бидејќи обично сите се во исчекување, најмногу самите ракометарки, кога се објавува списокот на официјални представнички во репрезентативниот дрес, а воопшто и во секој тиме, нели? Во секој тимски спорт е така. Какви се вашите критериуми за избор на оние 16 ракометарки од 21 кои што ги имате на располагање? Има ли незаменливи во тимот? Има ли гарантирани места? Не. Оној кој што е најдобар, тој настапува во тие 16. За гарантирани места не би требало да има и самите ракометарки знаат, го даваат максимумот. Дисциплинирани се, не можам да кажам дека не посекуваат победа секогаш и се наметнуваат на тренизите. Так. Тоа би било тоа. Би сакал да одиме напред со тоа. Од нас зависи многу работи и
тоа би било. При природни спортски критериуми, господине Симовски, ќе беше убаво салата Борис Трајковски да беше преполна против овие надпревари. Особено ни фали таквиот ракометен амбиент, меѓутоа пандемијата си го прави своето. Ки играте пред празна публика, пред празни трибини. Меѓутоа ќе ве бодрат од дома, секако од електронските уреди, па цела јавност, оглед на тоа што на некој начин и важиме за ракометна јавност. Јас ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вас, па се слушаме. Сигурно во наредна прилика, особено по на обезбедување на место за настап на светското првенство, кој што ќе се одигра во Шпанија. Благодарност уште еднаш. Ви благодарам и на вас.